Во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци денеска се одржа комеморативна седница во чест на Панчо Минов, поранешен градоначалник на општината, пратеник во 4 парламентарни состави и истакнат општествен и политички работник. На комеморацијата присуствуваа членови на неговото семејство, пријатели, колеги и бројни сограѓани, како и представници на јавниот и политичкиот живот. За животот и делото на Минов зборуваа неговата ќерка Лимбе, синот Петар, председателот на Советот на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов и градоначалникот Митко Јанчев. Денес не е лесен ден за моето семејство. Не е лесен ден и за нашиот град Кавадарци и за сите што го познаваа Панчо Минов. Денес не испраќаме само еден политичар, ниту само еден јавен службеник, туку еден човек со големо срце, со уште поголема душа и со живот посветен на службата кон неговите луѓе во Кавадарци и околината. За јавноста, татко ми беше човекот кој беше дел од првиот собраниски состав, што ја изгласа независноста на Македонија. Не беше само обична функција, туку беше должност, љубов и чест. Беше посветен кон обединување на сите луѓе во градот, на оние кои што се во градот, надвор од него или далеко во историјата. Секогаш застануваше во одбрана на земјоделците, лозарите, честниот човек што рано станува за да создаде нешто свое. Тоа беа луѓето со кои што најмногу сакаше да си разговара, најмногу ги разбираше. Им подаваше на сите рака на кои ќе му се обратат. Не правеше разлика меѓу мој и твој, туку само помеѓу вистинското и праведното. Веруваше во солидарност, заедништво и топла човечка комуникација. Знаеше дека политиката без човек нема смисла. Но зад сето тоа, зад титулите и позициите, за мене тој беше татко. Мојата светла звезда, мојата најголема поддршка, човек со кој можев да зборувам се. Човек кој ме водеше, кој ме советуваше, кој никогаш не се откажа од семејството. Никога во обврските беа големи, никога времето беше кратко. Имаше душа полна со музика и срце полно со шеги. Сакавме да се смееме заедно, иако, морам да признам, неговите шеги беа секогаш на туѓа сметка, а никогаш на негова. Се надевам дека неговиот живот ќе биде пример за сегашните и идни политичари кои треба да се борат не само за функција, туку за разговор со обичниот граѓанин, за разбирање, за посветеност. Се надевам дека ќе биде пример и за родителите и за семејствата. За тоа колку е важно да се слушнеме, да си кажеме, да негуваме љубов и почит секој ден, додека имаме време. Тато, ти благодарам за зборовите, за поддршката, за љубовта, за тоа што беше мој татко, а за многумина човек за почит. Нека ти е лесна земјата и нека одзвонува музиката што толку ја сакаше. Со неверување и тага ја примив веста за смртта на Панчо Минов, најистакнат кавадаречки политичар со богато политичко делување. Со особено залагање за лозарите во Тиквешкиот регион, секогаш знаеше да застане рамо до рамо со нив и да се бори за нивните интереси. Панчо Минов остави неизбришлива трага како дел од првиот парламентарен состав, што ја донесе одлуката за нашата независна Република Македонија. Потоа, како долгогодишен пратеник, никогаш не беше тивок. Напротив, се бореше за важни промени, за правда и демократија. Ние, кавадарчаните, ќе го паметиме како градоначалник кој вистински го сакаше нашиот и неговиот град. Од моје име и од име на Советот на општина Кавадарци изразувам длабоко сочувство до неговото семејство, неговите роднини, блиски и пријатели. Вечна му слава. Исто со неверување, со длабока тага и со искрено сочувство према семејството Минови ја прими веста за смртта на господинот Панчо Минов. Панчо Минов не беше обичен човек. Панчо Минов беше човек кој што твореше,
работеше во интерес на општина Кавадарци и на нашата држава Македонија. Како и пратеник во првиот парламентарен состав на Собранието и со гласењето за независна Македонија се пиша во делот на парламентарниот прв состав. Со неговото политичко дејствување успеа да биде 2 мандата градоначалник на општина Кавадарци во еден поизненат и тежок период, кога општините беа во завидно ниво и беа штотко формирани. Меѓутоа, неговата визија и љубов кон Кавадарци, заедно со неговиот тим кој што го створи, успеа Кавадарци во тој период да го впишат на мапата на градови кои што се развиваат. Градови кои што знаат да творат, градови во кои што народот се чувствуваше убаво и секогаш беше на страна на луѓето, на земјоделците, на своите другари и пријатели. Морам да кажем и да спомнам дека го познавам од по-млади години. Беа пријатели со мојот покоен татко, за жал кој што и тој многу млад почина. Меѓутоа, дружбата продолжи и со семејство Минови и со господинот Панчо Минов. Од секогаш ми викаше: ти си пргаво дете и имаш предпозиции за да можеш да раководиш. Не го сваќав никогаш сериозно, меѓутоа дојде моментот кога успеав да станам градоначалник на општина Кавадарци 2017 и да ги слушам неговите совети во делот на политиката, неговите совети во делот на функционирањето на јавниот живот и она што значи Кавадарци. Како градоначалник, а тој како пратеник уште 2 мандата, никогаш од мене не поборал ништо лично. Секој разговор и секоја тема на водење на разговор било Кавадарци, било државата и било јавниот интерес. Било борбата за земјоделците, било борбата за пензионерите и било борбата да Кавадарци добие нешто повише и од централната власт, меѓутоа и од делот на инвеститори. Во најмалку 10 наврати има дојдено со потенцијални бизнис инвеститори од Турција, Хрватска, Словенија, и тоа го сакаше и го чувствуваше во себе да може да донеси нешто за Кавадарци, да се направи плюс, за да се развива општината и за да може кавадарчани да бидат препознати. Зборот кавадарчани му беше пред се и мислам дека никогаш не ги заборави ни во еден момент, без разлика на неговата функција политичка, позиција или ниво. Целото тоа кое што го вложи и сварејќи дел нормално во семејството, изгради прекрасно семејство, кој што веќе се возрастни луѓе и неговата сопруга Минова и 2 деца кои што веќе се луѓе со фамилија. Бидете горди и бидете мудри на зборовите на вашиот татко и бидете горди на неговите дела. Кавадарци секогаш ќе го памети по убаво, Кавадарци ќе го памети по неговите добри дела и кавадарчани ќе кажуваат ова е од времето на Панчо Минов. Тоа никогаш нема да се заборави. Како негов пријател пред се, сакам за крај да изразам големо сочувство према семејство, према пријателите, према сите сограѓани за загубениот премлад живот и би сакал да кажам за крај да почива во мир, делата да бидат вечни и нека му е вечна славата. Секогаш обожаваше со листови да работи, па ќе ја следам неговата традиција. И да ги оставам неговите научари да гледа. И јас пак ќе се вратам. Најомилениот дел од параходот на мојот татко, нашиот Панчо Минов. Верувам дека е така. Ќе се враќа во нашите мисли, сите спомени и поминати моменти со голем човек со стена од срце. Вистинската сила
на една личност доаѓа од позитивните обкружувања, фамилија, пријателство и ретроспектива на достигнувања. Тие три аспекти го одржуваат човека силен и комплетен во патеката на животот. Панчо ги поседуваше сите три. Неговите афинитети, тоа што го дефинираше како личност, беше немерливо со бројки и неописливо со зборови. Исполнет со посветеност и љубов, својот живот го живееше точно како што сакаше и како што го замислуваше. Не му беше познат терминот пречка, знаеше само за предизвици кои умешно и сталожно ги надминуваше со смирен карактер и чиста совест. Печатот кој го остави на македонската сцена е кумулатив на неговата граѓанска ориентираност, интегритет, застапување на интересите на обичниот човек и борец за правичниот и демократски вредности. Денес, кога се соочуваме со реалноста дека нашиот Панчо не е повеќе меѓу нас, сознаваме дека загубивме столб на заедницата. Постои една мудра изрека: кога ќе го изгубиш таткото, губиш заштита од бурите во животот. Но тука во нашите македонски простори, кога заминува човек како него, целата заедница губи дел од својата сила. Неговото наследство не се мери само во годините на јавна служба, туку во начинот на кој што успеа да биде посветен семеен човек и предан службеник на народот, зашто јас сегдаш бев љубоморен за тоа што морав да го делам со граѓанството. Тој беше мост меѓу генерациите, визионер, кој учествуваше во темелните одлуки за нашето општество и држава. Неговата енергија ќе живее во соградот, кој безрезервно го сакаше, со цело срце и душа, неговата светлина ќе свети на сите животи што ги допре и низ наследството што ни го остави. Да служиме со чест, да сакаме без граници, да живееме со идеалите на соживот, почит и солидарност. Ќе ја завршам комеморативната седница со две работи по кои што ќе го паметам мојот татко. Неговата животна порака за неговите поколенија која гласи: прави му на човека добро, никогаш лошо. Животот е круг, потребни се добри луѓе. И еден дел од неговите говори, кој што ми е всаден во сеќавањата како дете, токму во оваа просторија, и тој го кажа следното: за крај, сосема лично, со голема љубов за тебе, Кавадарци, живееме, работиме и безрезервно те сакаме. Збогум, тато, че ми не достигаат утринските прошетки во парк, твоите досетливи забелешки за тоа како да се града како личност и константно да те подобрувам. Ти си мојот шампион за секогаш. Панчо Минов остави длабока трага во развојот на Кавадарци и во локалниот политички живот. Во своите 2 мандати како градоначалник беше препознат по активната посветеност кон развојот на инфраструктурата и јавните услуги, а како пратеник се залагаше за интересите на граѓаните од Тиквешијата. Со неговата смиреност, непосредност и посветеност кон заедницата ќе остане запаметен како човек кој целиот свој работен век го посвети на јавниот интерес.